Штипки се чисти од електронски отпад. Неколку контејнери наменети за фрлање исклучиво на ваков вид на отпад ќе бидат поставени на неколку локации во градот. Целта ни е да им овозможиме на граѓаните да се ослободат бесплатно од нивниот отпад во нивната непосредна близина. Навиките за правилно селектирање на отпадот и негово соодветно одлагање разбирливо ќе почнат да се создаваат од најмладите. Поради ова првите контејнери ќе бидат поставени во сите основни училишта. Преку овој проект децата уште од мали нозе научиме како треба да се однесуваат со отпадот, со електричниот отпад, бидејќи тие навики ќе ги пратат во текот на целиот живот и токму затоа денеска овде беа директорите на сите основни и средни училишта. Компанијата, бидејќи потпишав меморандум, се обврзува да постави повеќе вакви садови за отпад во секое училиште, дури и кутии во секој клас, во секое оделение. Електронскиот отпад досега се одлагаше во контејнерите за комунален отпад, нешто што во иднина треба да се смени. Се надевам дека после поставувањето на овие контејнери, граѓаните ќе следат насоката на овој електричен отпад, каде што треба да го исфрлат во контејнерите, и се надевам дека се помалку ќе имаме ваква града слика околу контејнерите од електричен отпад. Електричниот и електронски отпад има карактер на опасен отпад и според Законот за управување со отпад не може да се меша со други типови на отпад. Истиот содржи отровни и многу често канцерогени супстанци, што го прави закана за човековото здравје и животната средина. Во Македонија годишно се создаваат над 15.000 тони електронски и електричен отпад, над 70 тони мали батерии и над 3.500 тони акумулатори. И покрај законските обврски, од оваа количина, од 25% се собираат онака како што треба. Остатокот завршува на депониите.